Белек на Скопје, украс на градот, Виноскоп секоја година 15-то јубилејно издание традиционално годинава се разбира со креаторот, со Пане Темов во продолжение. Добро утро официјално. Благодарам на поканата, секогаш ми е чест да дојдам во македонската телевизија. Ако ве навратам низ времето, пред 15, велите и повеќе, 20 години. 20 години како почна фестивалот. Ако 15 се официјални, да. Од неверувачка приказна тогаш, од неверување од повеќето винари, нели што ќе биде, како ќе биде, па на отворено, па дали ќе дојдат луѓе до една традиција. Видете, пред 20 години почна фестивалот и во Македонија тоаш познавањето на виното беше смедеревка со кисела вода. Така да, ние како организатори на овој фестивал го промовираме виното и македонското вино и култура не само кај нас и наоколу. Значи 20 години од љубов, енергија, винска култура и така натаму. И мислам една дополнителна вредност и за градот за една туристичка понуда плюс затоа што имаме секоја година имаме еден куп мејлови што доаѓаат и овако од луѓе од соседството кои сакаат да знаат кога ќе се дешава Виноскоп за да дојдат да пробаат наши вина. Тоа значи дека македонското вино не котира лошо. Да, тоа сакав јас да го дадам тој заклучок. Тоа значи дека не познаваат на винската карта ни светот. Дефинитивно, поготово, пак ќе кажам, сум разговарал со многу луѓе во Хрватска што нешто правевме на времето. И викаат, ништо не правиме, не може хрватски плавец без македонска вранца. Така да, ние сме, значи, као култура за вино сме не само во регионот, него ете и у Шпанија сум видел, пошто живеев некој време, има македонски вина, така да не сме лоши. Ја споминавте една од сортите која што ги надмина нашите граници, дел од винариите и тоа како котираат добро надвор од границите. Оно што е многу интересно, што сум го забележала, изминативе години е тоа што ги потигнавте малите винари и семејните винари, кои што се можеби повеќе функционираат во позатворен круг, тие да излезат и тие да го понудат своето вино. Ние последниве не е последна година, него последниве некои десетина година почна да се уваат некои, мислам, доста голем број на семејни винари. Многу допринесува и јас сум горд на тоа дека првата винотека во Македонија беше ние како организатори на Виноскоп ја отворивме, но сега има винотеки кои што ги промовираат тие семејни винари, така да тој еден тренд на нови мали винари во Македонија е сериозно голем број и тоа се стварно добри ситуации. Конкретно на Виноскоп ние ќе имаме семејни винари и имаме една интересна винарија која уствари собственикот е македонец, живее во Сијатл во Америка, меѓутоа има винарија во Македонија, во Скопски регион и се вика Душа, така да Сол Душа, значи може да дојдете да пробате на Виноскоп и од нивните вина, баш ми како интересна приказна, па сакав да споделам со вас. Иначе сакам да се заблагодарам на градските власти оваа година за големата поддршка за фестивалот и на една идеја која можда заеднички со градот ја имаме да фестивалот оваа година го пробаме да го направиме во парк. Зашто е тоа така? Затоа што мај е прекрасен месец, еден почеток на една летна туристичка сезона во градот и можда, знаеш, да го доживееме тој еден момент на парк, по уживање, па да си седнеш, малце кежуал, нели, пак ти можеш да си додеш и дотерен, но па еден кежуал момент во винската култура да успоставиме. Виноскоп секогаш било како крајот на работниот ден и место за оддишка. Сега и тоа како и локацијата ќе биде место за оддишка. Додека зборуваме, одеа инсерти од неколку локации кои што ги сменивте изминативе 15-тина години. Ако јас кажувам, ете моја перцепција дека на плоштад Македонија бевте украс, која локација мислите дека беше најсоодветна? Дали можеби првата година кога под мостот? Посебна година да остави душа, остави белек. Па се сеќавам на тој настан, тоа беше значи, не знам, добивме шанса од градот, од тогашниот градоначалник, добивме шанса да направиме еден вински фестивал и така го избравме местото како под мостот доле. И тоа беше еден посебен фестивал, донесовме некои групи интересни од Италија, игра тука, праја, тоа беше стварно, имаше еден голем шатор, онаков, кога ќе задуваше ветер, како една голема птица изгледаше, али многу беше можда почетоци на нешто, меѓутоа беше интересен и добар, така да таа реално
таа локација беше добра. Ние сме ја повториле таа локација во овие 15 години. Сме правили кај Филхармонија, сме правили од другата страна кај Холокаустот, сме правили на Плоштад, сме правили на Борис Треговски. За сега имало и на Саем едно време, имало додека постоеше, да. Да, овие 15 години многу локации беа. Најдобра локација може до сега беше Плоштад, но ете, не знам, може би ова ќе го засени Плоштад затоа што некако баше виното е за одишка, за енергија убава, позитивна, пак ќе кажам, нели, љубов, култура. Можда паркот ете би го засанил Плоштадот, па ќе видиме. Да, ќе видиме. 5 дена ги имаме, од 15 почнувајќи, што се ќе имаме тие 5 дена? Значи имаме као секоја година, имаме доста богата музичка програма. Ние секогаш одиме со македонски артисти, сите овие 15 години. Не се сеќавам дали сме имале некои странски артисти, углавно мислам дека не. Оваа година почнуваме денеска в среда со Александар Јорданов као диџеј, па Happy Band, па Либеро. Завршувам. Утре имаме пак диџеј, па потоа имаме Вија Скопје, познатиот скопски бенд кој мене лично многу ми се допаѓа. Па Кукулеле завршува вечерта. И петок имаме со исто диџеј, па пак имаме овие се исто еден многу млад охридски бенд кој јас сум многу одушевен и задоволен да свират македонски етно ствари. Се вика Здравев Music Band, па Огнен Димитровски, па Пауза за ракија. Тоа ќе биде една општа веселба се. Да. Така да потоа продолжуваме во сабота. Почнуваме во 12 сат, тоа сакав да напоменам дека во петок ќе имаме Paint and Wine од 16 до 20 часот, а во сабота пак имаме дегустација на вина, по 4 вина и некое мезе за луѓето да можат да пробаат различни видови на вина во еден период, кус период, така да од 12 до 18 часот ние ќе имаме таа винска дегустација. Претпоставам некој сомелиер кој што убаво ќе објасни. Со објаснување на сортите на вина, од кој грозија се прават тие вина и така натака, така да сомелиери ќе ни помогнат од повеќето винари, ќе се менуваат во текот на денот. Така да граѓаните ќе имаат една дополнителна ситуација на овој виноскоп за да се упознаат со повеќе сорти на вино. И вечерта во сабота ќе биде оркестар Дива или камерен оркестар од Битола и завршуваат со Пасио Бенд, со Ивана Карајан и Филип Карајановски. Така да тоа е во недела сме диџеј сетови ќе имаме од 12 до 18. Во 18 часот ние завршуваме во недела. Значи ќе биде Оки Доки, диџеј Оки Доки, диџеј Чваре и диџеј Страйк. Така да тоа е прилика нашата програма. Добро, тоа си млади артисти, што е добро таа некоја млада енергија, можеби тоа што и вашата ќерка е вклучена во организација, малку еден помлад дух го раздвижува, па растеше за фестивалот. Само да кажам дека ја раздвижува малку и програмата и помладиот дух, добро да одговори на потребите на сите. Зошто да? Знаеш што ова е вино фестивал кој е за сите, ја пак ќе кажам на овој фестивал доаѓаат млади луѓе, доаѓаат фамилии, и доаѓаат и повозрасни луѓе, као мене. Да. И повозрасната генерација може така и повозрасната генерација која што добро ги познава и сортите на вино. Пане, вие одамна ја водите оваа приказна. Не само како виноскоп, туку и првата винотека која што воопшто беше отворена кај нас, кога приказната воопшто и беше непозната на нашите простори. Ако сега е на туристичката мапа на некои дестинации и се нуди како дел од туристичка понуда, кај нас била многу поодамна. Многу, така. Да. Која врста на вино, која сорта на вино на туристите особено им остава впечаток од кај нас? Види, вака, ние сме познати по наши автохтони сорти, да речеме. Имаме повеќе. Да, и сега вака ќе кажам, значи ние реално зашто е мај добар месец за вино, затоа што излага новото вино. Значи април и мај е месецот кога виното што се набрало или се направило во октомври, сега излага. Сега, значи веќе не е младо вино, него е вино. Значи ние имаме автохтони сорти како што е, сега беше прошла недела беше Станушина Дей. Значи тоа е наша автохтона сорта, имаме Вранес. Така да не знам, Жилавка,
знаеш, тие се сорти на грозие и вина кои ги немаат други луѓе. Као што, например, ние немаме некои шпански вина што имаат. Добро, но сепак тие си тоа трак и белеки, тоа како за нас, за Македонија, за нашето поднебје, и многу ми е драго што има можност, особено помладите винари и семејнието ние кои што го наследуваат од своите родители, тие да се промовираат. Што сметате дека го трасираше патот на Виноскоп? Па види, ние реално сум горд дека Виноскоп не е двигател, но е една манифестација која многу помогна во винскиот бизнес. Јас сум убеден во тоа и разговарам со газдите на винариите и они се согласуваат со тоа, затоа и не поддржуваат со години и така натака. И знаеш, Виноскоп имал и лоши ситуации каде што не сме биле поддржувани од градот, знаеш, тоа се тие такви ствари. Значи поминал транзиција, па се разбира како Па корона 3 години, па и така. Како во секој област, секој фестивал, секој момент кај нас. Така да ние сме прошли, Виноскоп прошол низ некакви транзиции, меѓутоа добри сме, добро го дираме, сме го задржале ентузијазмот и кај винериите. Па сигурно гледам вчера го местиме фестивалот. Па голем број на луѓе знаат дека ќе се дешава, знаеш, така да тоа е добра и гледам по мејлови по што добиваме, да, добар знак и знам дека ќе дојдат плејада на некои хрватски дегустатори кои ми се најави дека ќе дојдат, имаме нешто од Албанија, некои луѓе што се најави од Србија. Така да јас сум горд на тоа дека носиме туризам во Скопје и во градот Скопје. Не само во Скопје, во градот Скопје, туку и конкретно и во чаршијата. Тука се движите малку повеќе. Пане, задоволство и чест ми беше што си поразговаравме еве на јубилејното 15-то издание, го сакам да го заокружиме разговорот, би го заокружила сигурно со прашањето каде го гледаме Виноскоп. Поставуваме стандарди или можеби гледаме од некаде црпиме идеја? Не, ја мислам дека ние на Балканот ние сме винска земја. Значи поготоа на Балканот сме убедливо, мислам, најдобри. Тука немам по моја убедување и по моје пробување на сите вина. Многу што јас сум љубител на вино. Иако правам пиво. Меѓутоа сакам вино, љубител сум на вино, така да ние поставуваме стандарди и треба овој фестивал да расте по мене. Значи имаме опција, имаме луѓе што сега, знаеш, имаме кои инвестирале во винскиот бизнис, така да се надевам реално дека оваа приказка треба да расте, можда би треба да се прошири како што е веќе проширено во Охрид, ние правиме фестивал. Во Битола го завршивме прошла година, така да мислам дека и низ нашите поголеми градови сега му е време. Сега му е време да се раши, да тој фестивал стане некако, знаеш, македонски фестивал, така да таа е една моја размисла кај оди Виноскоп. Благодарам, посакувам да оди натам. Да, поддржувачи сме ние, медиумски поддржувачи. Секако. Да, и се разбира со ова гостување и со секое следно во делот на вашите планови се тоа што го правите. Благодарам уште еднаш на поканата. Сега чест. Фала ви. Зборувавме за 15-тото јубилејно издание на Виноскоп.